Здрав живот со доктор Митов е следната наша редовна рубрика. Секоја среда, негдека во 9 часот и 10 минути, го вклучуваме нашиот резидентен медицински експерт, господин Александар Митов. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Еве, јас денеска нема да ве гледам на Zoom, бидејќи нешто не ни функционира тонот на сите овие приклучни, да кажем, технологии околу звукот, меѓутоа се слушаме по телефон. Денеска се договаравме, кога се договаравме за што ќе разговараме, сепак не можеме да избегнеме оваа оптимистичка вест што се најавува за измислувањето, за пронаоѓањето, заправо веќе и за промовирањето на најновата вакцина, која што американскиот гигант Pfizer се чини дека во таа трка по кој прв ќе измисли вакцина, ќе стигне прв на целта. Да ве прашам прво, што мислите вие за целиот тој процес на скратени рокови, да кажем, во кој што се направи ова, би рекол, едно неверојатно експериментално измислување на вакциниве, бидејќи тие во принцип траат со години, а сега за само неколку месеци дојдовме до некакви оптимистички најави. Како ви се чини целата приказна за вакцината? Очигледно технологијата постоела и постоеше, со тоа што ние никогаш немавме потреба да бидеме ставени на таков тест. Едноставно во медицината секогаш, особено кога се во прашање разработка на лекови, на вакцини, на било какви средства за масовна употреба, нормално е што има еден таков степен на изворедна предпазливост. Сега ние таа предпазливост моравме овој пат некако да ја скратиме, да едноставно да ја зумираме на еден период, многу побрз период, и тоа мораше да се случи од разбирливи причини. И е краток и не е краток рокот, ако видите, еве уште малку ќе слави година вирусот. Краток е во однос на другите вакцини, колку време им требало. Меѓутоа, сепак е пројден низ еден период, значи не е од денес за утре направено, сепак имаше прва, втора, трета фаза. И изненади тоа што на светската јавност очите и беа насочени повеќе можеби во оксфордската вакцина. Нели, многу пати таму се зборуваше дека од кај нив очекуваме дека ќе дојде првото решение, но ете сепак тоа се случи да биде Pfizer. И според најавите, и според однесувањето на пазарите, и генерално според како што читам коментари од епидемиолози и стручни лица во таа област, надежта е огромна. Значи, се чини дека е најден начинот на кој што конечно ќе може официјално да и биде ставен крај на оваа пандемија. Клучното прашање во целата оваа трка со вирусот, бидејќи се работи за жал, можеби никогаш поточно не била сентенцата мртва трка во однос на вирусот и вакцината. Клучното прашање е ќе издржи ли нашиот здравствен систем, па и воопшто здравствените системи во светот кои се под огромен притисок, додека таа вакцина всушност влезе во употреба. Најоптимистичките најави се крајот на годината, почеток на идната, за кај на се вели февруари. Ќе издржи ли здравствениот систем до тогаш, доктор Митов? За жал, тука не сум оптимист и мислам дека најголемиот бран е токму сега пред нас. Ќе беше добро вакцината да дојдеше барем 3 месеци порано и еве сега да се затекневме. За земји како Македонија, каде што има голем замав моментално, малку ќе испадне дека, предпоставка ми е ова, ќе видиме дали е така за 3 месеци, ќе испадне дека вакцината ќе дојде после најголемиот бран. Не дека потоа нема да има корист од нејзе. Значи, до тогаш, ако се штитат, особено по ризичните групи, би требало теоретски да успеат да се заштитат и тогаш да дојде за нив навремено да дојде вакцината. Меѓутоа, голем дел од нашата популација, конкретно за Македонија, гледајќи ги бројките од последнава недела, за жал, ако не се случи нешто драматично од аспект на, не знам, некој, како што го користиме зборот карантин или полициски час, ако не се случи такво нешто, ние ќе имаме огромен дел од популацијата која што до нова година ќе го помине вирусот, со сите последици кои што тоа ќе го носи и по здравствен систем, и по човечки живот. Утринава разговарав и со градоначалникот на Прилеп, кој што и самиот вели, кој е инаку лекар по професија, кој што и самиот вели дека и во Прилеп, еден од најпогодените градови од вирусот во Македонија, веќе во последните 4-5 дена се забележува една
подигната свеска и граѓаните и во смисла на избегнување на помасовни собирања, носење маски и така натаму. Дали можеби сепак не треба да очекуваме во наредните 10 дена да се достигне платото на овој раст на инфицирани и да практично тој почне да се намалува, вклучително и смртните случаи? Јас таа варијабла ја взимам со голем прашалник. Значи, ако го внесеме во формулата ние ова однесување, значи ако внесеме дека населението почне да ги поинтензивно да се држи внимателно до препораките носење маска, или најголемиот ризик моментално е славите. Значи ние имаме сега нели традиционалниот период домашните слави и тоа се буквално, ако има идеална средина за да се прошири вирусот, тоа е на такви домашни собири. Значи тоа е совршениот начин за ширење на овој вирус. Затворена просторија, 15 на луѓе внатре, 1-2 гласно зборуваат, вирусот насекаде се шири и тоа се идеалните услови. Ако ние ги правиме тие работи, тогаш нема да му застанеме на патот на вирусот. Да се вратиме на вакцината сепак. Сега, како што одат паралелно вестите за пронаоѓањето на првата вакцина, ќе следуваат, претпоставам, уште неколку, така се дига целата онаја, да кажам, антиваксерска под наводници индустрија, која што сега ќе почне да дебатира дека не треба да се вакцинираат луѓето, дека тоа се од разноразни медицински до разноразни политичко бизнис заговори за кои што некој ќе направи милиарди користи и така натаму и така натаму. Имаме ли начин да се справиме како општество со овој вид на една хистерична еуфорија која може да се наметне намесно дебата за вакцинирање во јавноста? За жал, ние многу пати прибегнуваме кон една од двете крајности и одма ќе се развие некој вид на хистерија, да речеме, без да се отвори реално дебата и да се оди точка по точка и да се види дали таа вакцина или било која друга вакцина има начин да му е наштети или да му е од корист на човек. Знаете како јас, например, дури и сам себе сум се затекнувал како лекар, гледајќи ги вака бројките, например, и моментално во Македонија, сепак одеднаш ќе каже човек и не е можеби до толку драматично ако земеме да споредуваме дека секојдневно луѓе умираат од кардиоваскуларни болести кај нас и да речеме и малигни болести и се. Меѓутоа, во моментот кога вие ќе слушнете, како што вчера и завчера имаше 30 и неколку годишни луѓе да починат од ова, цела тој сомнеш во таа секунда паѓа во вода. Значи, и затоа треба да не се фаќаме само за еден дел од информацијата. Знаете, ако земат тие луѓе што се сомневаат, да се фатат само за сувите бројки и нив само да ги споредуваат без да прават внатрешна анализа за структурата на делот од население кој што е починал, 30 како бројка можеби нема да ви се види драматично. Меѓутоа, вие ако видите дека од тие 35-6 луѓе се многу млади за да починат од било каква респираторна инфекција, вклучително и ова, тогаш тоа треба да го разбуди кај секој разумен човек алармот дека ова и не е така едноставна состојба и не е нели грип како што се вели. По однос на дебатата за вакцини, антивакцини, за жал има еден дел од населението кој што тврдо ќе одбива и секако ќе одбива и нема начин да се убедиме, но тоа што државата тука треба да го направи е остатокот од населението, 90% од населението, внимателно и етапно да го едуцира и да го подготвува за таа состојба. Значи, фокусот не треба да биде кон тие 10%, ако се толку воопшто. Оти таму нема да се разберете. Значи, фокусот треба да биде кон останатото огромно мнозинство на кое што постепено треба со аргументи убаво да му се објаснува, да му се предочуваш кои се ризиците, кои се придобивките. И верувам дека секој разумен човек пред кој што ќе бидат положени аргументите во оваа конкретна ситуација, ќе се нафати да се вакцинира. Зошто? Ако коронавирусот во сите други случаи, нели во тие така наречени настинки кои што ги имаме познати, коронавирусот нели е најчестиот предизвикувач на лесната настинка, другите видови, не овој се разбира, сваќаме дека тој како има една карактеристика да не создава траен имунитет. Ако и тука е случајот, ако и кај овој COVID-19 е случајот да не се создава
траен имунитет, тогаш оваа вакцина ќе биде со нас долг период. Морам да ве прашам во овој контекст во кој што разговараме, има една изрека дека модерната медицина за секоја болест има лек, но и за секој лек има болест. Така што тоа е таа игра помеѓу профитот и здравието, а тоа ја наметнува темата дали во медицината има медицински популизам како што има во веќе сме навикнати во политиката и така натаму. Има ли тука одредени како да кажем интереси кои што ги надминуваат исклучиво здравствените интереси? Апсолутно. Знаете како, ние мораме да бидеме свесни дека во реалниот свет во кој што живееме, и постојат интереси и огромни интереси се тие кои што се присутни во медицината и на национално и на интернационално ниво. Дека тука има големи играчи и ние мораме да бидеме свесни за таа состојба. Значи, не можеме да земеме сега, додиме да ја порекнуваме цела медицина или цела фармација само заради тоа што сме свесни дека постојат тие влијанија. Ние треба како земја да наоѓаме начин и да се справуваме со тие влијанија кои што се присутни, но ние не можеме заради тоа да земеме анмас да ја отфрлиме цела медицина и да ја прогласиме за корумпирана област. Поти сепак ние животот таков каков што е, што го живееме, квалитетот на живот го живееме благодарение на присуството на тие лекови. Сега во однос на популизмот. Знаете како, јас сега зборувам со вас и кажувам некои пораки за кои што во секундата кога ги изустувам, јас сум многу свесен како ќе удрат на ухото на просечниот граѓанин што слуша. Значи, јас сум свесен што ќе предизвика позитивни емоции, што нема да предизвика позитивни емоции. И сега тука е моментот на етичност на тоа медицинско лице кое што зборува. Ако јас сакам сега да собирам популарност во оваа криза, во корона, во пандемија, јас знам што треба да правам. Треба да ги кажувам само пораките кои што населението сака да ги чуе. Знам на сите дека ние преку глава, знам дека сме исплашени, дека економски многу голем дел од граѓаните се удрени силно, дека особено луѓе во цели сектори угостителство, туризам, дека имаат сериозни проблеми сега. И ако сакам да им се додворам и да звучам како добриот доктор, како паметниот доктор, јас ќе одам на ѓон на се што се кажува моментално на меѓународна сцена за овој вирус. И ние, впрочем, во Македонија имаме такви лекари, кои што заради собствена корист, заради да им бидат подопадливи на луѓето, им го кажуваат тоа што тие сакаат да го чујат. Меѓутоа, ние во медицината не смееме да се однесуваме така. Тоа е најстрашната форма на популизам во медицината. Би рекол дека во сите професии има суети, но во медицината и во новинарството има, се разбира, суети, но во медицината тие знаат да бидат најопасни, бидејќи директно го тангираат здравието на пациентите. Па именно, знаете како, сега, например, ако може би некој човек имал со некој од нашите професори, да речеме, моментално еминентни, кои што доминираат во оваа криза, дали зборуваме за професор Даниловски, за професор Пановски, со цела почит, можно е сега некој да имал некакви лични разлики со нив, пример, и само заради тие лични разлики кои што постојат сега да им оди на контра и тоа што го кажуваат да не го прифаќа. Иако апсолутно се што имам јас чуено од нив, конкретно двајцата од професор Даниловски и Пановски, е целосно издржано медицински и оправдано. Но во медицината, за жал, тој момент на суета, како што го кажав убаво, е многу силно присутен и дури имаме спротивставување врз основа на стари прикази, на стари карги. Но сепак не треба побудата да биде ниту личните односи, ниту материјални придобивки, ниту собирање популарни поени, за политички поени пак воопшто да не зборувам. Ова е период кога треба едноставно да се издигнеме над ситуацијата и да ги повикуваме на одговорност сите граѓани. Јас, било кој од споменатите и општо од неспоменатите, ако еднаш нема повикано на носење маска и на следење на мерки, не прифаќам да има право да зборува за било што друго. Значи, било кој така наречен лидер во општеството. Да. Дали е во политика, дали е во било што. Така наречен лидер. Ако еднаш го немам чуено да повика населението да носи маска, да се штити, нема право тој да критикува. Тоа е добра забелешка и за завршување на овој разговор, доктор Митов. Ништо нема да биде исто после оваа пандемија.
нити во нашите животи, нити во политиките, меѓу другото и здравствените политики. Предлагам за тоа идната среда да се осврнеме, можеби повеќе околу здравствената едукација и за тоа што се поуките што ги излековме од оваа вирусна пандемија во целиот свет. Ви благодарам, доктор Митов, и за ова вклучување драгоцено.